Фасада во различна боја од онаа која е предвидено, нова гаража, различен кров. Вака изгледа куќа на улицата Гоце Делчев во Штип, која е заштитено културно наследство. Куќата е во споменичка целина и доколку е предвидено да има било какви корекции на истата, треба да се побара дозвола од Националната установа Завод и музеј Штип. Но во конкретниот случај директорот Митко Штериов вели дека таква дозвола нема побарано, па пријавено е до Управата за заштита на културно наследство и инспекцијскиот надзор во општина Штип. Еве и оваа куќа која што се наоѓа на улица Гоце Делчев, која што е во споменичка целина, тоа е куќа со број 33. Покрај нашето укажување дека не смее да се интервенира на неа, собственикот веќе има интервенирано. Нашата обврска е само тоа да пријавиме во Управата за заштита на културно наследство и до инспекцијскиот надзор во општина Штип. Управата веќе излезе на лице место, направи записник. Мислам дека и општина Штип веќе има излезено на таа локација. Меѓутоа и покрај сите укажувања, собственикот веќе има интервенција извршена врз таа куќа. Во моментот тоа е стопиран, меѓутоа понатамошните постапки ќе бидат од Управата за заштита на културно наследство и градижниот инспекторат од општина Штип. Во Штип има повеќе споменици на културата и куќи кои се заштитени со решенија за значајно културно наследство и две целини. Сите овие објекти имаат исти законски обврски, кои треба да бидат спазени, а постапката е многу едноставна. Дециде Нештериов. Потребно е само да се следат упатствата од музејот. Сите тие објекти кои што се со решение за споменик на култура и кои што се имаат и кои се во целина, заштитена целина, ги имаат истите законски обврски да постапуваат при реконструкција или при интервенција на тие куќи. Ние имаме повеќе градби, повеќе куќи кои што за жал се реконструираат, се дејства на нив без онаа обврска која што ја имаат. Инаку постапката е многу едноставна и затоа многу пати сме кажувале дека треба само да ја спазат законската регулатива, значи треба само да поднесат едно барање до Завод музеј Штип за издавање на услови, ги добиваат условите кои што треба да постапуваат и се изготвуваат проект. Потоа со тој проект се одобрува и си вадат конзерваторско одобрение и градежна дозвола од општината. Согласно законот, по излегување на терен од страна на Управата за заштита на културно наследство инспекцијски надзор од општина Штип, куќата треба да се врати во правобитна состојба.